Добро утро на сите, ве поздравувам во името на целиот проектен тим. Тука со вас сме јас, Јулијана Карај, истражувач, Ангел Мојсовски, исто така истражувач, и Васка Ристовска, она е проектен координатор на проектот. Ви стоиме на располагање за сите прашања. Сега јас на почетокот ќе почнам сосема на кратко околу проектот, само за да не должам многу, бидејќи сигурно вие имате многу прашања што би сакале да не ги поставите. Значи, како што видовте во самиот повик, се работи за проектот Вебер, во рамките на кој се доделуваат 5 грантови за Северна Македонија. Се работи за проект кој овозможува креирање на околина во земјите од Западен Балкан за мониторинг на реформите на јавната администрација од страна на граѓанското општество. Се работи за 3-годишен проект кој што е продолжение на еден претходно реализиран успешен проект финансиран од Европската унија. Го имплементираат граѓански организации од 6 земји од Западен Балкан, обединети во рамките на мрежата Мисли за Европа, Think for Europe. Инаку само да не заборавам, доколку има потреба од превод на албански јазик, имаме преведувач. Така што ве молам, ако имате потреба, кажете ни дали пишете во четот или кренете рака. Во секој случај преводот е обезбеден. Уште нешто само да кажам за проектот, дека целта негова да зајакне вклученоста на граѓанските организации во реформата на јавната администрација преку еден напреден мониторинг заснован на докази. И исто така го зајакнува диалогот меѓу граѓанските организации и владата на централно и на локално ниво. Поентата на доделувањето на грантови е да овозможи помали граѓански организации да се вклучат во мониторинг на реформата на јавната администрација со цел да се овозможи квалитет и отчетност, деполитизација на државната администрација, потранспарентно управување и по граѓански ориентирани услуги. Нешто на кое што треба вие да обрнете внимание е да ги следите на оние зададени приоритети кои што ние ги формулиравме врз основа на гласање во рамките на националната платформа, а подоцна и во рамките на националната работна група, и ги утврдивме како приоритети 4, значи дигитализација и подобрување на јавните услуги, управување со јавни финанси, подобрено управување со човечките ресурси во рамките на администрацијата и креирање политики и координација. Сите овие приоритети соодветствуваат со принципите за јавна администрација на Сигма, и затоа ве молам да ги погледнете линковите кои што беа наведени во повикот. Има 2 линка за подобро да се информирате кои се тие принципи, за да можете да ги поврзате подоцна со 4 приоритети кои што ние ги избравме. Како што кажав, доделуваме 5 грантови во највисок износ од 8.000 евра. Исто така нешто што морам да го напоменам е дека комисијата која што ќе одлучува за грантовите не се состои само од членови од Северна Македонија, односно од ЕПИ, нашата организација, туку и од тим лидерот на проектот, така што заеднички ќе се одлучува за проектите. Исто така централизирано и поднесувањето на апликациите, односно предлозите, исто и тоа е наведено во повикот. Значи, ќе треба на мејловите кои што се наведени во повикот да ги испратите вашите предлози, а тоа е webergrants@cep.org.rs и задолжително во СИСИ, во ЦЕЦА да ја ставите Јована Кнежевич. Насловот на мејлот, да не заборавите, исто како што е наведено во повикот, да гласи како што е кажано, и образецот за апликацијата да го симнете исто така на веб страната која што е наведена parmonitor.org. Во целокупното траење на процесот на аплицирање ве молам да контактирате со проектниот и грантовиот менеджер, исто така Јована Кнежевич. Рокот за поднесување е 1 ноември 2020, пошто веднаш ќе добиете потврда по мејл дека вашата апликација е стигната кај грантовиот менеджер. Исто уште нешто што би сакала да напоменам е дека кога ќе работите на приоритетите,
водете сметка да се работи за проекти на локално ниво, односно да искажете дека соработувате со повеќе општини, меѓутоа да не биде тоа нешто во надлежност на општината, значи нешто што општината по дефолт треба самата да го обезбеди, него некаде доколку општината има вистинска потреба од вас, вистинска потреба од поддршка. Значи, ако се работи за нешто што спаѓа во де факто и де јуре надлежност на општината, која што самата треба да си го сработи, тогаш проектите нема да бидат подобни. Затоа повеќе ќе ви кажа колегата Ангел Мојсовски, па ние подоцна ќе се надополнуваме, секој што има да каже ќе дополнува, а и вие исто така со вашите прашања. Па сега би сакала да му дадам збор на Ангел. Така, фала ти, Јуле. Здраво на сите и од мене. Значи, да, јас би го презентирал делот за подобност, односно подобни организации, подобни активности кои ги земаме предвид во вашите апликации. Значи, пред се, оно што кажа Јуле на почетокот, дека ние грантовите, иако дека се мали, дека се за помали организации, ова не значи дека организации од Скопје или поголеми, условно кажано, организации нема да може да се да аплицираат. Напротив, ова значи дека ние само ќе гледаме апликациите да бидат поврзани со општините, односно на локално ниво. Што значи дека проекти, односно апликации кои се однесуваат на централно ниво нема да бидат земени предвид. Тој од причина бидејќи ние во рамки на она што го истражуваме и мониторираме, ја опфаќаме централната власт и заради тоа сакаме сега со преку овие грантови да ја заокружиме целината за јавна администрација преку тоа што на локално ниво ќе се соработува. Исто го кажа тоа Јуле дека не е ограничено, односно може со една или со повеќе општини да се соработува. Од друг аспект, односно друга подобност за организациите, тоа да бидат регистрирани најмалку 6 месеци пред објавувањето на повикот, односно пред септември 6 месеци кога беше објавен повикот. Друго што треба да знаете е во однос на подобни активностите кои ќе ги земаме предвид. Тоа значи дека тука ќе се фокусираме на подготовка на истражувања и анализи. Генерално треба да има, значи, или и извештаи од мониторинг доколку вршите на работата на локалните власти, на општините. Други активности, значи, мора посекако да ги вклучите граѓаните, односно мора да има граѓанска активација, на кој начин вие ќе направите, останува на вас, но у секој случај, значи, тоа е еден од главните компоненти кога ќе аплицирате. Мора да ги вклучите граѓаните да има некаква активност со нив. Тоа значи, например, може да земат учество, да ги потикнете да земат учество во регионална онлайн кампања. Може да снимате лични приказни поврзани со јавната администрација. Може некои слични работи со комуникацијски активности. Од друга страна, за неподобни активности ќе ги земаме доколку проектот е фокусиран единствено, например, само на обезбедување плати за вработените или единствено ако е фокусиран само на обуки, а нема истражување базирано на докази. Да речеме, нема да се прифатат ни со политички партии активности или делови кои се финансирани од други мрежи. Друго што е важно е дека проектите ќе траат од 6 до 12 месеци, односно минимум 6 месеци, максимум 12 месеци. Друго нешто, Васка, слободно... Да, јас само би сакала да надополнам дека исто така за подобен апликант е од значи самата организација да не остварува профит, односно да бидат непрофитни граѓански организации.
И во однос на финансискиот дел би сакала да кажам дека овој проект е ослободен од данок, така што автоматски и понатаму грантистите значи ќе бидат ослободени од данок. Така, сега понатаму мислам дека ова е сега од нас од прилика толку, па ако сакате, ако има и Јуле нешто да додаде, па вие слободно да прашувате и во меѓувреме ќе развиеме дискусија. Да. Мислам дека најдобро е да си почнат со прашањата, а и уште еднаш да напоменам, ако некоја прашање не се сетите сега да го поставите, можете слободно да го поставите на мејловите кои што се наведени во повикот и потоа сите тие ќе бидат објавени. Значи не само вашите прашања, туку и прашањата на сите учесници во ваквите инфосесии од сите 6 теми. Така што повелете со прашања. Никој нема? Здраво на сите. Здраво. Јас би имал неколку прашања. Најпрво само да ви се представам, јас сум Младен Караджовски, професор на правен факултет во Битола, меѓутоа тука сум во својство на како дел од Институтот за истражување и европски студии од Битола и едитор во Journal за Liberty and International Affairs. Во врска со имав неколку прашања поврзани со проектот, по конкретно сега со информативната сесија. Спомнавте дека е за грантови за локални организации, фокусирање на истражување на локално ниво. Сега спомнавте и повеќе градови во тој контекст. Дали важи и за регионално или само за локално, значи стриктно фокусирани сме на една општина или пак може да се опфати еден регион? Може повеќе општини да се опфатат, односно да, еден регион би можел да се опфати. Да речеме, нашиот конкретно таргет би бил Престанско, односно Пелагонискиот плански регион со општините кои што ги опфаќа, барем дел од нив, ако не сите. Така, значи немаме ограничено ние со колку би соработувале, сега нормално мислам, не знам, вие сигурно повеќе знаете, например, не знам, од 3 до 5 општини да речеме сега, не знам, би опфатиле, така да не е проблем, мислам, сега ако можете и 20, супер, но не знаеме колку за тој краток временски период нели би можеле да се опфатат, но не е ограничено, така да може на регионално ниво да се опфати. Да, благодарам. Други некои прашања? Јас би имал неколку практично едно прашање, да се просто поширено. Прво да поздравам, многу ми е драго што да гледам. Значи ова нема да биде прв пат да ние аплицираме. Имаме добро искуство, изваредно. Задоволни бевме ние, се веројатно и ваш проектен тим, не знам тоа, вие знаете. Оно што ние го работиме, јас сум од Форум Центар за стратегиски истражувања и документација, Александар Писарев. Углавном, 2 децении работиме локална самоуправа и администрација, реформи и така натаму. Така да имаме доста големо искуство. Да не должам со тоа да се фалам. Оно што ние веќе го конципиравме како проект за оваа апликација се однесува на 2 соседни општини, практично кои се споени, буквално се споени тие 2 општини и имат идентични проблеми баш во поглед на ресурсите и на искористување на капацитетите на локалната администрација. Значи, големи се проблемите. Сега све е јасно овдека. Ние би вклучиле, бидејќи во активностите ни е предвидена анкетирање во рамките на администрацијата и анкетирање меѓу граѓаните. Тука би сакале да ги ангажираме локалните невладини организации поради корона, патувања, у секој случај, пошто е предвидена и анализа и истражување. Имаме некој патување за да обавиме разговори и да дојдеме до некои документи од референтните луѓе во општините, тоа што ни треба. Меѓутоа, за ова друго би ангажирале локална, 1 или 2, можда и 3 би виделе граѓански организации. Ме занима како би ги буџетирале, дали да земеме момент, значи наша идеја вака, имаме граѓанска организација, 2 од таа општина која е малце поголема, имаме 20 луѓе од тие организации и им даваме некаков хонорар.
Значи, не е сега ние субгрант на организација, него на Петко и на Јанко, дали ме разбирате? Тоа е едно прашање. Ако сакате одговорите и прво на тоа, подиме на тоа. Да, може тоа да се, значи, како локални соработници по таа буџетска ставка, баш така, значи исплата преку договор како локални соработници. Мора да запишете, како беше на будала, памти, паметен. Така, значи, не би можеле да аплицирате две организации. Не, јасно ми. Така, да. Да, меѓутоа може под ставка како локални соработници. Локални соработници. Ево, само да запишам. Добро. Второ прашање. Многу ми се свиѓа тука има оној дел за снимање лични приказни. Така. Кај нас лични приказни би биле во рамките на оваа анкета што ќе биде со администрација, ама и со граѓаните повише. Така, така. Дали тука ние размислувавме, дали можеме тука да вклучиме на исти начин како локален соработник од локална телевизија некој снимател, па да би го испратиме, пошто така барем пишува, да го испратиме сировиот материјал. Дали така сум разбрал ја? Мислам, ние потекнуваме соработка секако со локални медиуми, сега не знаеме у каква форма би била таа сирова, мислам, зависи кој каков е прилогот. Добро, сепак јас сум новинар, би било Да. Значи не би било значи во рамките на она што се подразбира како новинарско интервју, да речем и така натаму. Па да, во принцип, да, мислам. На исти начин, Да. На исти начин. Или некој локален снимател, порано снимал свадби, сега нема свадби, се снима тоа за нас. Да. Не е ограничено тоа, нема. Се разбираме. Така, да. Не би открил сега за кои општини се работи и што ни е идеја, тоа ќе го прочитате вие и се надевам ќе го одобрите кој се го се шалим. Океј, толку би било од мене. Само нешто нигде не видов колку може да оди за плати. Овдека не бегвате. Да, во делот на човечки ресурси обично се оди 1/3 од грантот. Тоа е начално за сите грантови. Да. Така да у принцип оди 30 до 33%, значи поточно од грантот. И слободно можете и волонтери да вклучите во Human Resources. Одлично. Благодарам многу сте љубезни. Иначе можам да ви кажам дека апликација не сум читал скоро појасна апликација. Пака да ве пофалам. И подобро објасните, затоа и малку прашање има веројатно. Благодарам. Така, само тука би додал дека, значи, времето за селекција, односно за известување, некои се 40 на дена, односно таму до кај средината на декември би било, би се донело одлуката. Може би изгледа многу голем период, но тоа е бидејќи се работи на регионално ниво, односно сите 6 земји ќе треба да ги достават апликациите и да се разгледуваат и тоа може да одземе малце повеќе време, па заради тоа се тие 40 дена. И секако, мислам, го пишува тоа во повикот, но со проектите би се започнало некаде од следната година. Така, од половината на јануари. И дополнително, сега ова е повеќе за оние кои би били избрани, чисто да знаете дека ние во таму негде кај крајот на февруари се планира финална конференција односно за првата година од она што ние го мониториравме до сега, каде што ќе биде представен нашиот национален извештај и регионалните извештаи секако. Можно е да се побара можно е да бидете повикани, тоа ќе видиме се уште, дел од вас да бидат повикани на тој настан кај што можеби ќе се презентираат резултатите кои ќе ги имате добиено, но тоа не е сигурно бидејќи сепак тоа ќе биде почеток на вашата работа и не сме сигурни колку ќе имате, нели, резултати до тогаш, но чисто да знаете дека може да има постои можност дека ќе треба да присуствувате на таа конференција во Белград на крајот на февруари, но тоа да почекаме, па ќе знам отом потом. Може ќе помине и короната. Па, нека помине. Да, мислам, така. Нека помине веќе. Кој оптимист за нели? Океј. Јас само би сакала да ви напоменам во однос на апликациите, значи тие се доставуваат на локалниот јазик, односно на македонски и на албански. Единствено во делот 3, анекс 3 што е Самари,
само тој се пишува на англиски исклучително, бидејќи сепак значи треба да прочитаат значи на регионално ниво, така да само анекс 3 оди со англиски јазик. Тоа е значи при самата апликација која ќе ја пишувате. Тоа ве молам никако не го заборавајте, зашто може да се случи пропуст целата да ја напишете на македонски или на албански, да се заборави овој дел, ама наведено и тоа неколку пати се нагласува, така што мислам дека нема да биде проблем. На една страна резиме на проектот. На проектот, да. Да, и како што кажа Ангел околу датумите, значи може да има некое поместување кога ќе почне евалуацијата и кога ќе биде донесена конечната одлука, значи да не се држите стриктно до календарот што е наведен во повикот, може да има плюс-минус некои денови разлика, бидејќи се работи за 6 земји. И секако за тие, мислам, ова сигурно веќе ви е познато, но чисто да го напоменеме дека со тие кои ќе бидат избрани апликанти, дека може да има и околу буџетот преговарање, но тоа мислам кога ќе стигнеме повторно до тој дел, чисто да се знае дека може да има некои модификации на буџетот. Некој друг да нема нешто прашање? Вие слободно значи слушаме. здраво. Јас би сакала едно кратко прашање. Нашето здружение е регистрирано за заштита на правата на вработените во јавната администрација и заштита на државниот имот. Би требало потребно ми е мало појаснување во делот госпоѓа Јулија што го напомена за подобноста на предлозите. Ако добро разбрав, ако е рече во надлежност на општината, де јуре и де факто, проблемот или материјата, тогаш таа тема не е најподобна да се обработува или предлага. Ако може општината сама со своите ресурси тоа да го направи, односно ако во опис на општината е тоа нешто што дека мора, дека тоа си го работи, да не биде нешто што општината на дневна основа го работи, да треба да се додели за тоа грант, туку нешто за кое што е потребна на општината дополнителна поддршка. Значи, ако ние како здружение сме констатирале дека наназад 10 на 15 години на таа проблематика во општината воопшто не се работело, добро, и ако е надлежност статутарна и законска, во тој случај би можеле да го сигнализираме како проблем и да понудиме предлог проект. би можело, да, во тој случај, ако докажете дека такво нешто едноставно не се работи или дека општината нема капацитет, иако е статутарна надлежност. Така. Вие ќе може да помогнете со вашиот... Токму тоа ми требаше. Ви благодарам. Ви благодарам. Други прашања дали имате? Значи, дали би можеле да го консултираме законот за локална самоуправа, мислам во смисла стриктно да ги детерминираме надлежностите, да ги на локалната самоуправа и да избегнуваме да се поклопуваме нашите активности со ингеренциите на локална самоуправа, за да немаме формална пречка за апликацијата. Да, може да се консултирате со законот слободно, така да, да. И во принцип да биде забележано дека општината нема капацитет да се справи со проблемот, односно нема капацитет да сработи нешто, бидејќи ете затоа е базирано на докази истражувањето, проектот тоа е и целта. Значи, доколку општината има надлежност нешто да прави, меѓутоа едноставно со години, како што кажа господјата Китаска, едноставно не го прави тоа од одредени причини, дали не одвојува пари во буџетот, дали нема доволно вработени, дали вработените што се таму немаат капацитет тоа да го направат, тогаш вие со вашиот проект можете да помогнете. Меѓутоа да не биде значи извор на надлежност
на општината, нешто што испаѓа во опис на општината да го работи проектот. Мислам дека така ме разбирате, нели? Така, значи Да, ве разбирам, значи евентуално би било предлог за подобрување на функционалноста на ингеренциите на локалната самоуправа, одредени сегменти каде што се послаби со кадри, со ресурси и така натаму. Точно, да. Значи ако не постои проблем нели во некој, да речеме, давање услуга некаква, доколку све се тече како што треба таму, нормално нема зашто да се посочува, потенцира тоа, така да, а доколку нели рекла општината го правам тоа и тоа, а не го прави, сепак вие ќе посочите на тоа, на тој проблем, така да тоа би било, мислам, потенцирањето на проблемот и истакнувањето. Благодарам. Значи, вие слободно може да поставувате прашања во теков на целиот месец, односно додека да стигнете да пратите апликацијата до 1 ноември, така што отворена е линијата, односно слободно контактирате не во било кое време и ќе ви одговориме доколку некое прашање е посложено, ќе треба да се консултираме секако со партнерите и да добиете одговор. Јас имам само уште едно кратко прашање. Ме слушаме? Да, се слушам. Чисто техничко прашање. Во колку реда да го склопиме ова објаснување на проблемот? Мене ми се случува, бидејќи ја знаеме проблематика, доста долго работиме на тоа, па онда све ни е некако важно да го кажеме. Значи, ја не видов во апликација дали се лимитирани редовите тамо. Во резимето се. Не видов точно, но мислам дека има некој ограничување за резимето барем. Во резимето има ограничување на А во овие другите да се држиме до некоја она обичаено 20 на реда 3 тамо. Така некако, да. Колку беше? Мислам дека кога ќе симнете апликацијата од Par Monitor сајтот, барем кога гледав во ланските прашања, дека има некаков број на карактери што треба да ги има апликацијата, меѓутоа ако се соочите со таков проблем, и тоа можете да го поставите како прашање исто централно до Јована Кнежевиќ, добро секако и до нас, меѓутоа они инсистираа да биде прашањата додат директно кај нив. Значи, секако мислам дека во таа апликација што треба само вие како апликанти да ја симнете има ограничување во карактерите во зборовите, меѓутоа ако видите дека имате некаква пречка, само гледајте да биде поконцизно, секогаш е поубаво кога некој го чита, да кратко јасно. Да биде кратко, јасно, разбирливо и да се види целта на проектот, а резимето баш треба да го отсликува проектот затоа што на англиски и резимето ќе го читаат и странци, и наши, и ревизија, и било кој треба да им биде јасно со 3 реченици за каков проект се работи, која целисходноста, па и одржливоста. Така, значи уште еднаш само да повторам, она што е најбитно за нас е да ги апликацијата, односно предлозите, да ги ставите во оние приоритети кои се наведени во самиот повик и во водичот. Значи, без разлика кој е вашето поле на работа, вие би требало да ја предложите идејата во тие 4 полиња, тие 4 области, што значи дека, например, ако треба од областа на јавна администрација за стратешка рамка за реформи на јавна администрација, тоа не би го гледале или областа отчетност, accountability, нема да гледаме, односно ќе бидете дисквалификувани доколку е во тие области вашиот предлог. Извинете, сакав да прашам јас нешто. Да. Кажете ми дали претходното искуство мора да биде исклучиво поврзано со реформи во администрација или Па не, затоа сега ова го кажав токму заради ова. Вие доколку еве не сте работеле, но имате некоја идеја која би можеле да ја сместите во рамките на овие 4 приоритети, да, мислам, подобро е за вас доколку сте работеле, но тоа не значи дека нема да понудите. Дека е пресудно, така.
така, може квалитетен предлог ќе дадете, така да не е тоа пресудно за аплицирањето, односно за апликантот. Така, окей, фала. Мислам, од искуство можам да кажам дека имало организации кои што не работела во одредена област која што била на проектот основна цел, меѓутоа излегла со многу убави, многу одржливи проекти од конкретната зададена област. Затоа ве молам уште еднаш линковите што се дадени во повикот, задолжително да се ги отворите, да ги прочитате, особено принципи за јавна администрација и тие ќе се ги поврзате после со приоритетите на Северна Македонија, кои што ние сме ги излистале, односно сме ги изгласале како приоритети. Вие ќе ги погледнете линковите, принципите на Сигма и врз основа на тоа, мислам, ќе ви биде како воделка и ќе ви биде и супер за идеја, затоа што приоритетите на Сигма баш објаснуваат принципите на Сигма ги објаснуваат и приоритетите кои што се во нивни рамки. Затоа убаво прочитате апликацијата и сите линкови отворете ги. Некој друг да нема прашање? Добро, доколку немате дополнителни прашања, како што кажав, ако ви текне сега после сесијава, слободно контактирајте не, слободно пишете ни, слободно јавете ни се. Доколку некое прашање е посложено, како што кажав, можеби ќе треба да се исконсултираме со партнерите, така да отворени сме до 1 ноември за секако вид на прашања и така да доколку нема дополнително прашање сега, мислам дека Јас само би сакала да дополнам нешто. Так. За веќе избраните грантисти кои ќе бидат, меѓутоа би сакала тоа да го имате предвид дека сите извештаи се доставуваат на англиски јазик. Значи доколку ви треба помош околу тоа, ние би ви помогнале, меѓутоа значи сепак сите извештаи наративни и финансиски се доставуваат на англиски јазик. За понатаму зборам за избраните грантисти. Ви падна интернет. Не ме слушате више? Не. Сега ве слушаме. Повелете. Се слушаме? Кој беше Писаревто? Писарев беше, може да го почекаме да се вклучи пак. Да. А исто да кажеме дека откако ќе бидат избрани грантистите, секако ќе има инфосесии и за нив, на кои што ќе бидат обучени за пишување извештаи и за наративни и за финансиски. Но тоа потоа, сега да не ве буди. Тоа во континуитет за избраните грантисти следат постојано работеници. Не знам, се надевам дека се опфативме. Гледа господинот Писарев има малце проблеми. Проблем со интернетот. И при пишување на буџетот секако треба да биде линкуван, поврзан со секоја активност, значи да се знае прецизно за што се работи, значи за која ставка, која активност ќе соодветствува. Битно е затоа што на овие проекти е стварно многу тешко да се прави после модификација во рамките на самиот проект. Треба да биде доста прецизно уште од сега. И ако не биде, тука настапува тоа што Ангел го зборуваше, преговори околу буџетот. Мислам, секоја ставка треба да биде издржана. Ако забележиме дека на нешто
мислам сега во наводници напумпан буџет, напумпана ставка, ако се види дека нешто ќе мора да се крати, затоа гледате соодветно да се ги распределите парите во секоја ставка. Изгледа се исклучи. Да, изгледа има проблем со конекцијата. Добро, ако треба ќе ни се јави или ќе ни пише. Добра. Така да, ако немаат Васка и Јуле нешто да додадат, јас мислам дека тука бија завршиле денешната инфосесија, така да слободно, како што кажавме, слободно барете ни, контактирајте не во наредниве месеци неколку дена. Ви стоиме на располагање и тоа е тоа од мене, така да имајте убав ден и остануваме во контакт. Убав ден на сите, поздрав. Чао, чао. Пријатно, чао. Чао на сите, убав ден. Се најдобро. Чао.